Идејата за формирање на телото е во контекстот на подготвеноста на мнозинството во собранието да се има општо помирување во односите меѓу пратениците првично, односно политичките партии кои што се застапени во парламентот и пошироко. Идејата произлегла од самите пратеници во контекстот на нивната идеја. До сега идеаторите не се обратиле до мене контекстот, пошто нивната волја била да јас бидем тој што ќе водам тоа тело, да се изјасни по однос на оно што е основна идеја и како е замислата тоа да се спроведе. На вчерашната координација со координаторите присутни и подпредседателите ми водевме една општа дебата во претпоставката како би изгледала и што би се работело со таа комисија. Во тој контекст, еден од елементите што ние претходно го имаме донесено е кодексот за однесување во парламентот, кој што е основата за, да кажем условно речено, доброто однесување во дебатата која што се води. И од тука, мислам, очекувам пратениците кои што се идеаторите да инициират и соодветна средба, конкретно со идејата која име за тоа. По однос на објавата на ВМРО-ДПМНЕ дека не би сакала да учествува во такво работно тело, е јасна определба дека тие не се заинтересирани, значи, за општо помирување меѓу пратениците, а тоа би се рефлектирало и доле меѓу граѓаните како поддржувачи на политичките партии. И во тој контекст нивната најава дека би доставиле, сега тоа од вас го слушам, немаат најавено, дека би доставиле конкретен закон за амнестија. Тоа мислам дека е работа која што во соодветна форма, формално како претеници секако имаат надлежност да достават било каков вид проект закон или нацрт закон, предлог закон, и тоа не е спорно дека може да го постават, но која би била идејата на таков закон ќе треба да се објаснат што би допринело за нив како субјект, односно што би допринело воопшто за имиджот, за позицијата на собранието, доколку несоодветно се влезе во едно такво законско решение. Не можам да преюдицирам што би било идејата на таков закон и во кој опфат би било, но во секој случај од формално правен аспект легитимно е право на секој пратеник да предложи предлог закон, па и таков евентуален, но е стварна работа на мнозинството пратеници како би се одлучиле по однос на конкретно прашање. Конкретно ќе може да се разговара по тоа прашање доколку и конкретно добијам соодветен предлог закон. Прва и основна обврска е на предлагачот да подготви нацрт амандмани. Формално правен аспект, како што е регулирано во деловникот и во другите акти, е така. Но неспорно е да се прават соодветни претходни консултации, неспорно е да се направат консултации по однос на замислата на оно што би било мислењето на пратениците и на владата. Тоа не е исклучено како можност. Не мора да биде стриктен пропис за координација на нештата. Значи не е исклучена таква можност да се однапред вклучат пратениците во подготовка на текст на амандманот. Битно е предлагачот е оној што е доставувач до собранието како нацрт амандман.